Македонските универзитети се наоѓаат по 1000-тото место на Шангајската листа од владата, сепак се подготвуваат повторно да издвојат 100.000 евра од буџетот за рангирање на македонските универзитети, затоа што сметаат дека тоа им помага на студентите и на компаниите. Меѓу првите 500 најдобро рангирани светски универзитети на Шангајската листа нема ниту една македонска високообразовна институција. Во редот на нашите завршени студенти и наставен кадар нема нобеловци. Мал е бројот на објавени научни трудови во меѓународни списанија, а зад најдобрите заостануваме и по издвоените средства за научно-истражувачка работа. We compare the research income of Macedonia University, Best Macedonia University, with leading research university in the world. We found that annual research income of Macedonia University is around 9/10 of other top 1/10 almost. Единствено универзитети од регионот кои се меѓу првите 500 се од Хрватска и од Словенија. Македонските високообразовни институции, според сугестиите на представниците од Шангај, може да се изборат за повисоко место на ранг листата преку ангажирање на светски афирмирани наставни кадри, но и преку споделување искуства со најдобрите. Препораки има и нашето Министерство за образование, и тоа да факултетите, бидејќи како што рече представникот Борче Алексов, средствата кои ги издвојува нашата држава за научно-истражувачка дејност се на слично ниво и во земјите во регионот. Господинот Ченк повеќе зборуваше за средствата кои универзитетите треба да ги заработат од други извори, значи треба да се потрудат повеќе за прилив на средства како резултат на научно-истражувачка и апликативна дејност која ќе им помогне да инвестираат во тоа. Универзитетите според Алекса се одговорни и за проблемите со доставувањето податоци до центарот во Шангај, поради што македонската ранг листа претрпе неколку промени во позициите. Им недостасува, како што рече, искуство, но и база на податоци. Повторно рангирање за којот буџетот се издвојуваат 100.000 евра ќе биде извршено следната година. Евидентно сведување само на национални рамки не представува проблем за Министерството, бидејќи како што велат, потребно е како критериум за избор на факултет или па кадри. Прв на Шангајската ранг листа 10 години наназад е Универзитетот Харвард. Со најмногу високообразовни установи на оваа листа учествува Америка, потоа Германија и Англија, а веднаш зад нив се Кина, Јапонија, Италија и Канада.